Речиси 7 месеци крајниот исток е без автобуски превоз. Македонска Каменица, Делчево, Пехчево и Берово немаат ниту една врска до останатите општини од регионот или до Скопје. Нема автобус. Откочен? Нема откочени за Каменица, за Делчево, за Берово, за Пехчево, нема автобуси. Тоа е све откинан. Многу лошо. Не е како порано. Кога му текне, оде, дојде. Состојбата со автобуските линии со крајниот исток е алармантна, но проблем со превоз имаат и патниците од останатите општини од регионот. Зрно си за Скопје одеме, немаме автобус, сабале имало 20 до 7 линија за Скопје на Атом и дето се яви, синот се јави, вика тука уштип на автобуска, Струмица Експрес вика има 11 и од Кочини до тука доме со такси. Иначе ние со автобус ке платиме околу 250 денара, ние доме 600 денара. Каде сте, кај доаѓа? Сите Николе. Аха. Исто информација, да. Да. Исто. Колку време го борите со тоа? Па откако е ово ковиду, навак. Неколку месеци, значи повеќе. Па од март месец навак, така. Дека проблемот е сериозен, потврдуваат и од автобуските станици, каде повеќе од половина година работат со преполовен капацитет и на патници и на превозници. Линиите, превозниците ги многу намалија, така да негде функционираме моментално со околу 40% на линии кои транзитираат спрема Скопје, Струмица, Охрид и Кочани. Днесува за Малешевијата имаме само една автобуска линија и то само Автоатом вози до Берово, другите линии се моментално се во мирување. Моменталната состојба засега околу 50.000 жители од крајниот исток, но и десетина фирми превозници кои исто така трпат поради прекинатите линии. Прво беше донесено по протокол на владата 50% од капацитетите на возилата да бидат исполнети со патници, па после на 75 сега. Меѓутоа превозниците со ваквото решение немаат средства со што да ги одржуваат линиите. И согласно законските прописи ги ставија во мирување. Затоа што не може, неисплатливо е финансиски, не може да ги одржува линии. Вториот проблем е тоа што дивите превозници за нив не важи нити протоколи, нити ништо. Тоа е, си возат со полн капацитет, се договараат преку Facebook групи и така натаму. Дека е така потврди се поголемиот број огласи за превоз кои можат да се видат на социјалните мрежи и специјализирани сајтови за секаков вид услуги. Превоз Делчево, Скопје, аеродром и обратно. Имам слободни места за утре, понеделник, Смоимирово, Берово, за Скопје од Сабајле. Проблемот со редуцираните линии директно им ја зема работата и екзистенцијата на околу 2000 вработени колку што работат во овој сектор. Дел од автобуските станици, меѓу кои Штипската, веќе започнаа со отпуштање на работници.